Проектот Македонија вработува, кој започна да се реализира во април минатата година, ги дава очекуваните резултати на ниво на држава, но задоволува бројката на вработени и во општина Кочани. Досега преку овој проект во Кочани се вработиле 675 лица. Изјави заменик министрот за труд и социјална политика Диме Спасов. Овој проект покрај тоа што дава исклучителни резултати на ниво на Република Македонија изминатите неколку месеци, дава и огромни резултати во општина Кочани. Мене ме радува што општина Кочани е една од општините во која што овој проект има реално најголем успех. Досега, откако започнавме да го реализираме овој проект, односно од април 2015 година, крајот на април 2015 година, се отворени вкупно 675 работни места само во оваа општина. Тоа е голема бројка на работни места. Може да се спореди со повеќе фабрики, а вкупно 220 приватни компании, приватни субјекти ги искористиле поволностите од оваа општина, од општина Кочани. Уште еднаш ги повикувам сите приватни субјекти да ги искористат можностите кои што ги нуди проектот Македонија вработува и да вработат лица преку овој проект. Инаку на ниво на држава преку овој проект се вработиле 12.621 лице, што е навистина задоволителна бројка, додаде заменик министерот Спасов. Инаку проектот Македонија вработува ќе трае до април 2016 година.